Драги дечиња, драги првачиња. На овој час по македонски јазик заедно со мене, наставничка Зорица, ќе откриеме интересно нешто на интересен начин. Ќе слушнете една интересна приказна со уште поинтересен крај. А на крај ќе видиме дали крајот на таа приказна ќе остане во вашето главче за секогаш и за секогаш. Тоа ќе биде и наша цел на овој час. Да ја слушнете внимателно приказната, да ја разберете и да го применувате низиниот крај секојдневно. А сега, ајде секој од вас во овој момент нека си замисли еден збор кој според него е волшебен. Замисливте? Јас сега ќе ви кажам кои зборови ги замислија првачињата од моето ланско прво одделение, сега вторачиња. Едно другарче кажа: "Мама е мојот волшебен збор." Друго рече сон. Трето другарче кажа волшебно стапче. Виножито, сонце, магионича беа волшебните зборови. Дали може би вие замисливте некој од овие зборови? А сега подгответе се за слушање на приказната која што има наслов токму така волшебниот збор. А кој е тој збор на вистина? Мора внимателно да слушате и да го откриете сами. Волшебниот збор. Здраво дечиња, јас сум Зоранчо. Сакам да ви кажам дека јас, покрај моите другарчиња со кои си играм на игралиштето, имам и интересни другарчиња во мојот двор. Тоа се Петлето, Мачето, Прасенцето и Кучето Шарко. Со нив е многу интересно. Еве сега одлучив со мојата нова топка да си поиграм заедно со нив. Но најпрво да ги повикам. Топкичка си имам, со неа си играм јас, шут на лево, шут на десно. О, ми падна топката во дворот на Чичко Мите. Одам да ја поберам. Супер, Чичко Мите седи и чита весник во дворот. Еј, Чичко, дај ми ја топката. Дај ми ја топката кога ти велам. Дај ми ја топката. Зошто плачеш, Зоранчо? Топката ми падна во другиот двор, Чичко Мите ми ја зеде, му ја поберав јас, а тој не ми ја дава. А, така ли? Почекај, јас ке му ја поберам. Чекај да се поткачам на оградава. Чичко, дај му ја топката на Зоран. Дај му ја топката, глув ли си, зошто не ми ја даваш топката? Зошто плачете вие двајца? Топката му падна на Зоранчо, оној Чичко но ја земал и не му ја дава. А, мене тој не смее да не ми ја даде. Чичко, таа топка е на нашиот Зоран. Дај му ја. Дај му ја кога ти велам, не слушаш ли дека Зоранчо плаче? Дај ми ја топката. Каков е тој концерт? Грух, 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 грух. Толкава врева сте дигнале, децата не можат да ми заспијат од вашето викање. Топката на Зоран му падна ене онаму и Чичко Мите не сака да ни ја даде. А, затоа ли сте дигнале толкава врева вие тројца? Еве јас ке му ја побарам, мене сигурно ќе ми ја даде. Чичко, дај ми ја мене топката. Што не слушнав, што рече? Чичко, треба децата да ми спијат, а тука сите плачат по топката. Крух, 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 крух. Што е ова? Што се случило овде? Секогаш кога ме нема ќе се случи нешто лошо. Зошто плачете? Топката на Зоранчо паднала во другиот двор, му ја бараме на Чичкото, а тој не ни ја дава и толку. Така ли? А го употребивте ли волшебниот збор кога му ја баравте топката? Каков волшебен збор? Па зарем не го знаете? Јас ке се обидам сега, слушнете ме и видете што ке се случи. Тој мене не ми ја даде што лично е моја топката, па тебе ке ти ја дал. Напразно ке бараш. Да не мислиш, тебе повеќе ке те послуша од нас.
А може да е и глув човек он? Слушајте внимателно. Чичко, ве молам дајте ни ја топката. Ура, 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 успеа, Шарко, успеа. Зошто токму тебе ти ја врати? Ми помогна волшебниот збор. А кој е тој збор? Дечиња, вие разбравте ли кој е тој збор? Така е, тој збор е ве молам, односно те молам. А дали вие го употребувате овој волшебен збор? Како и да било досега, ви препорачувам и советувам од денес па натаму овој збор те молам да биде дел од вашето секојдневие. Во секоја ситуација кога е потребно да го употребите, односно изговорите. Затоа што волшебниот, убавиот збор железни врати отвара. Дали ви се допадна оваа приказна, дечиња? Ова мало театарче? А дали ја разбравте? Дечиња, дали некој од вас на почетокот на часот кога требаше да си замислите по еден волшебен збор го замисли токму овој? Ако е така, браво! Но не значи дека вашите замислени зборови не се правилни или не се волшебни. Секој одлучува за себе што за него е волшебно. А зошто токму овој е волшебен, ќе видиме. Зошто овој збор те молам беше како некое магично стапче кое веднаш му ја донесе топката на Зоранчо пред него. А сега, доколку сакате или доколку нешто не сте слушнали или разбрали од приказната, вратете го видеото, слушнете ја повторно, а потоа продолжете со активностите што следаат. Многумина од вас, додека ја слушаа приказната, веројатно помислија: леле, колку е лош Чичково, за една минутка можеше да подстане и да им ја подаде топката, а тој не се ни огласува. Но дали е тоа така? Дали на вистина Чичко Мите беше лош? Ке заклучиме во нашата следна активност, односно игричка, која што се вика да или не. Каков беше Чичко Мите во нашата приказна волшебниот збор? Ако зборчето што ќе го кажам јас за Чичко Мите е точно, крени ги високо двете раце горе. А ако не е точно тоа што ќе го кажам, тропни со двете рачиња на масичката пред тебе. Најпрво размисли, а потоа одговори. Почнуваме. Првиот збор. Глув. Дали Чичко Мите беше глув? Не. Троп со рачињата на масичката. Дали беше интересен? Да. Затоа што ако веднаш им ја подадеше топката, тие немаше да го научат волшебниот збор. Ајде, размисли што треба да направиш сега, дали раце горе или троп на масичка. Дали беше молчалив? Да. Дали беше лош? Не. Троп со рачињата на масичка. А поучен? Поучен? Да. Ги научи токму на тоа што го кажавме сега. Значи рачињата нагоре. Налутен? Да, и тоа многу. Бидејќи другарчињата сакаат да играат, а не сакаат и не умеат правилно и културно да се однесуваат. И на крај, дали Чичко Мите беше добар? Да. Следува друга игричка, која што се вика кој беше поред. Пред мене имам 4 броеви. 1, 2, 3 и 4, ќе ги превртам сите. Ќе извлечам еден број и тој број што ќе го извлечам ќе ве праша. Кој лик се сретна со Зоранчо под тој реден број? Прв, втор, трети или четврти? Ваша задача е да размислите и да кажете. Еве, го извлеков бројот 2. Тоа значи, кој втор го види и го праша Зоранчо зашто плаче? Размисли и кажи. Мачето. Така е. Го извлеков следен бројот 1. Кој прв го виде Зоранчо дека плаче за нешто? Ајде, размисли. Петлето. Го извлеков бројот 3.
Трет се обиде да ја побара топката кој? Прасето. Проблемот го реши четвртиот. А тоа беше? Кој го реши проблемот? Кученцето. Кученцето Шарко беше тој што го реши проблемот. А сега, зошто кучето Шарко рече волшебниот збор железни врати отвара? Оваа поговорка е многу одамна, но не само Шарко, туку и јас кажувам дека е точна. Зошто? Дали некој може би знае? За да разберете, јас ќе ви кажам еден пример со ова слично. Еве, на пример, сакаш да си играш со другарчето во твојата детска соба и се обраќаш на твојата мајка вака. Мамо, ај да го викнам Петар да си играме во детската соба? Вашата мајка, доколку работи нешто и не може да внимава на вас, најчесто може да ви каже: не може сега, јас имам работа. Но, доколку се обратите вака: мамо, те молам да го викнам Петар да си поиграме во детската соба, тогаш е можно вашата мајка да рече: во ред, повикај го, играјте си, јас верувам во вас дека ќе бидете предпазливи и без мене. Значи, тој збор те молам, мамо, всушност е волшебното стапче што ја исполни твојата желба, што ја отвори железната врата. За да се уверите, секој од вас има задача. Денес, барем во една ситуација да го употреби зборот те молам, а на следниот час по општество истата ситуација ќе ја сподели со другарчињата. Дали е успешно или не, сами ќе се уверите. А сега земете ја тетратката без линии, линеарот, едно моливче и дрвените боички. Овие работи што ги гледате на сликата, сопрете го видеото, подгответе ги и продолжете. Што треба да направите? На празниот лист треба прво да повлечете вакви 3 хоризонтални линии. 3. А на почетокот на 4 празни полиња да ги напишете броевите од 1 до 4. Првото прашање што ќе ви го поставам, ќе го одговорите тука. Сликовито. Едноставно сликовито. А тоа гласи: кога, во кој дел од денот се случуваше оваа приказна? Дење или ноќе? Ако е ден, нацртај сончко. Ако е ноќ, нацртај месечина. Сопри го видеото, нацртај, а потоа провери. Доколку нацрта сонце, правилно си постапил, браво! Следува второто прашање, кое што ќе го одговарате во второто празно поле. А тоа гласи: колку ликови имаше во нашата приказна? 6. Ако твојот број на ликови е 6, повторно браво, воспротивно поправи и продолжи. Третото прашање го одговараме во третото празно поле, под бројот 3. Каде се случуваше приказната? Во паркот, на училиште, во детска соба, во двор, на игралиште или каде, што мислите? Сопри го видеото, нацрте символично, едноставно, потоа провери. Ако нацртавте едноставно двор, вашиот одговор е повторно точен. И четвртото прашање кое што го одговарате тука во последното празно поле најздолу: кој лик во нашата приказна постапи правилно? Нацртај го. Ако нацртавте кученце, односно Шарко, ако Шарко е во вашето четврто поле, вие внимателно сте ја слушале и разбрале приказната. Добивте едно големо браво за овој час. Оваа шема во твојата тетрадка нека ти биде потсетник за да ја прераскажеш приказната на твоите домашни. Тоа всушност е и твојата домашна задача. Прераскажи ја оваа приказна волшебниот збор на некој од твоите домашни. Довидување до следното видување.